Колку пари е навистина потребно за живот во Америка? Дали е доволно една плата или сепак се потребни две? После 3 години живот во Нью Джерси, јас можам да ви кажам колку ние двајца трошиме месечно. Најголем трошок овде е киријата. Тука се многу високи кириите, затоа што областа во која што ние живееме е блиску до Њу Јорк и има добра инфраструктура и затоа кириите се многу високи. Може би некаде на друг дел во Америка се пониски, ама тука ние за двособен стан плаќаме $1,800. Во киријата ни е вклучена само вода. А струја, газ и сето друго го плаќаме посебно. Струја и газ, во зависност од сезоната, зимо и лето плаќаме повеќе, есен и пролет помалку. Зимото кога се грееме, плаќаме околу $350. Летото $250. Да земеме средна цена месечна околу $200. Следно на што се троши повеќе е храната. Тука многу зависи кој како се храни. Ние, например, си готвиме дома, не се храниме во ресторант или да порачуваме храна. И најмногу пазаруваме во Коско, затоа што таму се големи пакувања и излегува малку поевтино. За секојдневни потреби одиме во Walmart, некогаш во Price Right, а кога ни се потребни овоши и зеленчук, тогаш одиме во Brothers Production. Тоа е нешто како затворен, огромен пазар. И таму е најсвежо, а исто така и поевтино. И не може да се одреди стрикно колку се троши месечно за храна, некојаш повеќе, некојаш помалку, ама од прилика околу $800 до $1,000 не кошта месечно. Други трошоци во месецот се колите. Ние имаме 2 коли и јас имам кола и маж. Бидејќи тука без кола не можеш да одиш на работа. Околу колите најголема давачка е осигурувањето. Секоја кола мора да биде осигурана. Во почетокот, кога имавме само една кола, и тоа половна, плаќавме $300 и кусур месечно за осигурување. Ама тоа беше затоа што кога ние дојдовме, се рачунаше како почетници во возење. И тука се зема во предвид ризикот и затоа ти наплаќаат поголемо осигурување. Но по извесен период, кога земавме и другата кола, значајно ни се намали осигурувањето и сега за двете коли месечно плаќаме по $150. Горивото тука воопшто не излегува скапо. Јас не можам да се изнарадувам колку е ефтино спрема заработувачката. Значи, во мојата кола $30 полно резервоар. А додека бев во Македонија, едно идење до некое подалечно место одма ти е трошок. Прво размислуваш колку ќе те кошта горивото до некаде да отидеш. Додека тука повеќе се рачуна колку време ќе изгубиш до таму. Така да
Месечно, може би, трошиме околу $200 за гориво. И тоа секој ден одиме на работа со коли. Друго нешто што спаѓа во месечен трошок, тоа се телефоните и интернетот. Ама тука не можам да ви кажам колку трошиме, затоа што синот ни ги плаќа. Тој работи во T-Mobile и има бенефиции таму и не плаќа многу скапо. Следна ставка што би била за здравствено осигурување. Моментално ние не плаќаме никакво здравствено осигурување. Тука фирмите, ретко која фирма ти плаќа здравствено осигурување. Секој си плаќа посебно. И има разни ставки за плаќање. Има малку поевтино, има поскапо, зависи што опфаќа тоа здравствено осигурување, ама и најевтиното осигурување е околу од $300 до $500 месечно. Навистина се изненадив како функционира тука здравствениот систем. Ама, ова е многу опширна тема и ќе снимам посебно видео за здравствениот систем во Америка. И ете, отприлика, тоа се нашите трошоци, значи месечно трошиме околу $4,000–4,500. Ова е наше лично искуство. Не значи дека сите трошат толку. Некој троши повеќе, некој троши помалку. Се зависи како си го планираш месецот. И за крај да ви кажам, било каде да живееш, ни Америка не е совршена, ни Македонија не е лоша. Само како си го организираш животот, така ќе живееш. Сакам да ми кажете што ве интересира од животот во Америка, за да можам да ви снимам некоја тема. А до тогаш се гледаме во некоја следно видео. Чао!